Живеам во светот на тишината. Гледам во тишината и таа гледа во мене. Јас и не го познавам животот кој го живеете вие, исто како што вие не го познавате мојот. Не е едноставно во светот на звуците да живееш тивко. Тешки се деновите и ноќите полни со осаменост, отфрленост и очеј. Невидлив сум. Сакам да викнам на цел глас: тука сум, видете ме. Ме боли тишината. Болат зборовите кои мислите дека не ги разбирам и не ги слушам. Овој пак дошол. Види го каков е парталав. Не знам како не сваќа дека не припаѓа тука, дека не е еден од нас. Тој е нем, не сакам да биде овде со нас. Да оставете го него, еј. Друштво, вечер има забава, одиме, нели, цел град ќе биде таму, лудница ќе биде. Секако дека одиме. Каде без нас? Главни сме таму. Што гледа овој? Ајде одиме на другата страна. Некој го сменил стилот на облекување, уште стил да имаше. Зошто ги гледате луѓето само по нивна надворешност? Па тука и нема нешто друго да се види. Има.
Различен си. Сам си. Не сакаме да бидеш со нас. Не те сакаме. Оди си. Не е слободно тука. Здраво, повели. Што? Исто како нив. Знае нещо друго, освен цртање? Повторно е сам. Не е сам, со блокчета е. Што ти е? Зошто постојано гледаш во него? Ма не гледам, само... Заинтересирана за тебе, сигурно му се допаднеш. Кој? Марко, Какви шанси има тој? Не е ништо посебно. Па, не сум ни јас, само... Ма тој е нем. А и девојка како тебе не треба да се дружи со такви. Ки си го нарушиш угледот. досаден е, сите го избегнуваат. Слободно? Се чудам, како толку девојче може да седи со него? А како секој ден доаѓа и гледа дека никој не сака со него да се дружи. Не. Не е вредно да го трошиме времето на него. А, оставите го тоа. Како се допига блузата? Вчера ја купи. Зашто Калина седи таму? О, кој ќе ти кажа, сите се чудат. Ало, ало, како си? Зашто седеше со него? Зашто? Не смеам. Ма не, само... Не можам да ја препознаам. Дали е ова нашата Калина? Почна да седи со него. Не ми се верува. Остави ја, има нешто чудно во неа во последно време. Не можам да ја препознавам ни јас. Види како не гледа Чудаков. Кој знае па што има во тоа блокчето.
Калина повторно со Марко, што е? Треба некој да му покаже каде му е местото. А зошто така зборувате? Исте како нас. Како не? Ист. Тебе да не ти е жал за него? Не, но тоа што е нем не значи дека е поразличен. Нека си остани таму кај што е, подалеку од нас. Поради Калина и нас че не отфрлат. Не сум повеќе невидлив. Животот е една голема арена каде што секој игра. Треба да бидеме благодарни што сме дел од него без разлика на нашиот хендикеп. Сите сме еднакви. Добра била изложбата. Чија е? Уметникот бил многу познат. А знаете ли кој е? Не знам, ама ајде да видиме. Ајде. Ние како млади луѓе кои доаѓаме на општествената сцена треба да се бориме за нашето лидерство, кое ќе биде изградено од врвни резултати во се што ќе работиме. Во секој од нас се крие гении, кој чека да биде откриен пред светот. На тој гении не треба да му биде важен статусниот символ преку брендираната облека или отфрлањето на другиот кој мора да живее со хендикеп. Туку тоа што го дал од себе и го направил светот поубаво место за живеење. Овој свет нема место за поделби. Сите сме еднакви. Сите заедно се бориме во арената наречена живот. Да погледнеме во нашето огледало и да видиме љубов, другарство, подадена рака, соработка, среќа и иднина. За сите нас. Да го видиме светот низ неговите очи. Да бидеме неговиот глас. Да ја слушнеме неговата тишина. Да го откриеме човекот во него. Да го сакаме и почитуваме. Љубовта и пријателството на исти јазик зборуваат. Светот ќе биде или подобар или полош, во зависност од тоа дали ние ќе станеме подобри или полоши.